Министерството за внатрешни работи алармира за зголемен број на интернет измами преку фишинг пораки кои се испраќаат по електронска пошта. Овие пораки лажно тврдат дека примателот сторил повреда на авторски права и содржат линкови кои водат до лажни веб страници, со цел кражба на лични податоци и финансиски информации. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните и компаниите да не отвораат сомнителни линкови или прилози во ваквите пораки, да не одговараат на нив и веднаш да ги избришат. Доколку сте примиле ваква порака или станале жртва на интернет измама, се препорачува веднаш да го пријавите случајот во најблиската полициска станица. Фишинг измамите не се ограничени само на електронска пошта, измамниците користат и други канали како социјални мрежи, SMS пораки и телефонски повици. Целта е прибирање на лични податоци за понатамошна злоупотреба. Министерството за внатрешни работи презема активности за откривање на сторителите и апелира до сите да бидат внимателни при добивање сомнителни пораки и да не споделуваат лични информации со непознати лица. Денеска во собранието се одржуваат седници на неколку комисии, меѓу кои Комисијата за образование, наука и спорт, каде што на дневен ред се предлог измените на законите за основно, средно и високо образование, сите во прво читање. Целта на овие измени е да се подобри квалитетот на образовниот систем и да се прилагоди на современите потреби. Се очекува дискусија за конкретните предлози и нивното влијание врз учениците, студентите и наставниот кадар. Покрај оваа комисија, денеска заседаваат и Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Законодавно-правната комисија, кои ќе разгледуваат други законски предлози во прво читање. Очекувањата се дека по разгледувањето во комисиите, измените ќе бидат предложени за понатамошна процедура во собранието. Група од 21 српски студент, кои учествуваа во ултрамаратон долг 1993 километри од Нови Сад до Брисел, пристигнаа на својата крајна дестинација. Маратонот, насловен од моето село до Брисел, започна на 25 април и имаше за цел да оддаде почит на 16 жртви од трагичниот пат на тенда на железничката станица во Нови Сад. Првично, маратонската штафета беше планирана со 16 учесници, символизирајќи ги жртвите, но подоцна бројот се зголеми на 21 студент. Секој учесник трчаше по 15 километри дневно, придонесувајќи кон целокупната дистанца. По пристигнувањето во Брисел, студентите ќе се сретнат со европратеници од неколку политички групи, споделувајќи го своето искуство и целта на оваа иницијатива. Овој ултрамаратон представува символичен чин на сеќавање и солидарност, потсетувајќи на важноста на колективната поддршка во тешки времиња. Израелските одбранбени сили соопштија дека бомбардирале болница во појасот Газа, која според нив била користена за терористички активности од страна на исламистичкото движење Хамас. Според израелските одбранбени сили, нападот бил насочен кон командниот и контролниот центар сместен во болницата Наср во Хан Јунис, на југот од палестинската територија. Хамас тврди дека нападот довел до жртви меѓу пациентите, но не прецизираше број. Движењето обвини дека новинарот Хасан Аслих бил убиен во болницата, каде се лекувал откако бил ранет на 7 април при израелски напад. Комитетот за заштита на новинари го осуди нападот и посочи дека Аслих работел за неколку меѓународни медиуми до 2023 година. Ситуацијата во Газа останува напната, со зголемена загриженост за безбедноста на цивилите и работниците во здравството. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска пристигна во Ријад, Саудиска Арабија, започнувајќи ја својата прва голема меѓународна посета во вториот мандат. На аеродромот беше поставен виолетов тепих, символ на кралски пречек, а Трамп беше пречекан од престолонаследникот Мохамед бин Салман. Саудиски борбени авиони F-15 го придружуваа претседателскиот авион Air Force One при пристигнувањето. По пристигнувањето, Трамп и бин Салман одржаа церемонија на пиење кафе на аеродромот, пошто Трамп се упати кон својот хотел. Улиците на Ријад беа украсени со американски и саудиски знамиња, нагласувајќи ја важноста на посетата. Подоцна во текот на денот, Трамп ќе присуствува на поформална церемонија за добредојде со престолонаследникот, ќе се представат делегации, ќе се одржи ручек со раководители на компании, билатерални средби и потпишување договори во Кралската палата. Илон Маск, извршен директор на компанијата X, исто така пристигна во Саудиска Арабија и ќе учествува на Американско-саудискиот инвестициски форум. Меѓу говорниците на форумот се и Лари Финк од BlackRock и Јенсен Хуанг од Nvidia. Покрај посетата на Саудиска Арабија, Трамп ќе ги посети и Обединетите Арапски Емирати, каде што САД објавија продажба на оружје во вредност од над 1,4 милијарди долари, вклучувајќи хеликоптери Чинук и делови за борбени авиони F-16. Обединетите Арапски Емирати ветија дека ќе инвестираат 1,4 трилиони долари во САД во следните 10 години.